Здраво уште еднаш. Добро вечер, добар ден, добро утро. Студио вака подкаст. Го гледаш кога сакаш, го снимам кога сакам. А не нормално ко мене, па и не е толку доста. 1 часот и 20 минути, мислев дека 5 са бајле фатило. Колку заглавив овдека по студиово. Додека само пребришам прашина, овие джички мчки, но не останав доследен на оној едноставен, чист дизајн, туку стално нешто да се надодава, да се прави. Што ја знам? Може би има нешто во подсвест дека, викам, не сум некоја убавица со големи таленти, па да не мора да гледат у мене, нека биде окото полно. Врска нема муабетов. Океј, драги мои пријатели и пријателки, денешнава тема и сега ја правам пост велигденски, ова е вторник. Ке кажам затоа што тоа е мојата вера и тоа е мојот стил на живење. Христос воскресна, навистина воскресна и не е ова само некаков бонтон или глумење, не знам, додворување до публиката верна, која, нели, верува и го слави, бидејќи ја и со годините се подлабоко верувам во тие зборови кои може би останал 2 сати, може би и повеќе да говорам само за тоа. И тоа се причините, и тоа е причина не да се радувам, туку да бидам безгрижен и благодарен. Да бидеш безгрижен и благодарен за све. Добро, лошо. Благодарам. Но безгрижен не значи неодговорен. Безгрижноста е дека се што ќе ми дојде како одговорност, дечки, како да ви објаснам, се е во рок на служба. Прекомплициран е универзум да се сведува само на чист некаков материјален екзистенцијализам, како што некој сака да го продаде. И тоа е нивно. Ја не. Океј, се враќаме. Од нова година наваму, прилично доста шокови имавме, од Мадуро, од Иран, од Газа, од разни теснеци и така натаму, и така натаму. Доналд Трамп отиде full force, тотално. Некои сметаат дека веќе полудел, цел свет го мрази. И тоа е, како да ви кажам, нема да бранам нешто. Јас сум стоел зад неговиот избор и не сум го сменил мислењето. Вие имате право и тоа како да го смените, а ја не сум тука да го бранам него. Напротив, мислам дека праведниците треба да бидат напаѓани, омаловажувани, критикувани и колку повеќе тоа го добиваат, мислам дека повеќе го заслужуваат тоа другото. Океј, нема да идам ни таму многу длабоко. Космонаутите отидоа после многу децении, седнаа во вселенски брод, свртеа круг околу месечината. Артемис 2 со уште една сонда со него, во која беа сместена 4 астронаути на НАСА. Ја им честитам искрено, стварно беа херои. Им се расипа тоалетот, издржаа 10 дена заедно. Фантастична работа. Слушнав цитат од Библија. Црниот космонаут цитираше од Библија, збореше за љубовта, збореше за Исус. Ја не можеа да не ми го стопли срцето. Не сум до толку религиозен фанатик, но ми е драго што една област
која е наука, космологија, астрономија, наоѓа простор за да протне, ако ништо друго, балем ситни сегменти од нашата вера, а нашата вера се базира на една работа, а тоа е љубовта. И се вратија, нормално расправите и натаму остануваат, уопште не биле, земјата е рамна, никогаш не сме слетале. Инаку да ви кажам дека теоријата на заговор, од кога почнува дека луѓето не слетале на месечината, започнува негде ка 78 или 9 година, кога е снимен филмот Capricorn 1. Capricorn 1 е филм буквално кој ја раскажува приказната со тие лажни студија и така натаму, и тоа беше голем хит. После тоа произлезе целата афера. И сега тоа ми е многу симптоматично кога знаете, теорија на заговор не произлегува од реалниот факт, туку произлегува од филмска индустрија, бидејќи, пазете, писателите, сценаристите се гениалци. Они викаат што може да ја привлече и надразни публиката, дај да им го даеме тоа. Вештачката интелигенција се нервира, пак сум опширен. Знам, моето добро вечер трае предолго. Океј, главната тема за која сака вечерва да зборувам малку е се изборите во Унгарија. Имено, сега веќе посвестум се знае точно дека Орбан ги изгуби, неговата партија Фидес катастрофално загуби на изборите и тоа беше просто очекувано, ако ништо друго заради коруптивните скандали кои ја тресеа. До нас не допреа тие коруптивни скандали до таква мерка, но очигледно кај унгарците малце поинаку тоа поминуваш. Океј, факт е дека Европската Унија фрли огромни пари, фрли силна пропаганда, ги мотивираше младите, оние, знаете, кои се претежно шарени, фрлаат шарени јајци, но гледате, они унгарците, младите, тие прогресивците, за разлика од нашите, не излегоа да плюкаат, да тепаат, да фрлаат со шарени јајца, да се закачаат со полиција, и тоа го покажува цивилизацијското ниво на Унгарија наспрема нашите. Бидејќи Сорос овде регрутираше една булумента од нископрофилни луѓе, нискообразувани, спремни на радикализација за ситна пара. Тоа ништо немаше, но успеа добра мотивација да се направи, не помогна ни Доналд Трамп, не помогна ни Рубио, не помогна ни Ванс, ништо не помогна. Имено Трамп во овој момент не е популарен да ти даде поддршка затоа што громна е омразата кон Израел, бидејќи светската пропагандна гебелсовска, морам да признам, едноставно еднострано ги напаѓа Израел и евреите и секој кој ги поддржува, просто нема аргументи. Нема аргументи и тоа е тоа. Бидејќи јас одамна не работам за медиум, работам сам, моите размислувања се мои. Што значи? Површни, плитки. Во овој момент ја немам ни со кого да се консултирам, не дека немам, туку мојата ситуација сега да не мојата ситуација немам време да се консултирам и да следам, така што површно следам што се случува на социјалните мрежи, Facebook и X претежно. X најмногу затоа што X е најслободната платформа. Работи кои можеш да ги објавиш и кажеш на X, апсолутно не смеш ни да ги помислиш на Facebook, затоа што се уште постојат оние така наречени цензори кои проценуваат
дали е тоа вистина или не е вистина. Мене, скоро, знаете ли дека карикатура од пред 2 години во која луѓе како се сончаат нацртана со гол задник од пред 2 години, значи 26-та, 24-та година, ме казни за тоа било индисен. Тоа најверојатно некој барал, копал нешто да ме пријавил и овие по автомати, готово те казнуваме тебе. И тоа само покажува, бидејќи ако ви интересира дали во светот се враќа некаков систем, режим кој е антихуман, античовечки. Јас сум бил дел од систем кој се борил за демократија, за слобода на говор. Сум бил дел од општество кај што не си можел да кажеш што сакаш, како сакаш. Така што приметувам дека и комунизмот, и фашизмот земаат замав и првиот симптом е слободата на говор. И то во, како да ви кажам, прилично пазам како ќе се изразам на Facebook, за да не заработам банови, чисто онака, бидејќи Facebook и X мене сега ми требаат за забава. Еве искрено да ви кажам, мене ми требаат за забава, не ми требаат ни за никаква пропаганда, немам спонзори, не работам за никого, ви велам соло, таков ми е периодот од животот и го посветувам времето така малце да одморам глава и мисли од некои работи, мене ми е забавно. И ги следев изборите, ги следев површно, многу површно изборите пред, за и после во Унгарија и неколку работи до кои ја стигнав како сознание и заклучок, имено главната работа на овие избори не беше корупцијата во Унгарија, не беше Орбан и неговата партија, не беше тоа што е он проруски или профранцуски и така натаму и така натаму. Тоа ништо не смета, затоа што Европа е у овој момент, додека вие се радувате и споделувате, нели, руското влијание го скинавме, купува огромни количини на газ и нафта од Русија. Иако наводно веќе со години наназад постои таа забрана, но бидејќи алтернативите се толку скапи, едноставно иде тоа под тепих, а нели публиката го купува. Добро, кога вика Вон дер Лајнен, кога викаат нашите политичари, тоа мора да е така. Ова што овие дебеливе водители на подкасти ломотат, не може да е точно, све е тоа некоја теорија на заговор, земјата е рамна, они викаат округла, земјата е округла, они викаат рамна, и тоа иде во еден кармакаш. Главната борба не беше кој ќе ја добие власта, туку инатот на Орбан да не дозволи 90 милиарди долари да бидат дадени на Украина да се продолжи војната. Тоа се големи пари и за една Русија. Тоа е голема машинерија војна да се подготви. Пазете, и Русија која е надмоќна, ултра надмоќна. Украина нема никакви шанси тука, но на подол крок и таа веќе има проблем и со техника, и со регрутација, и со, иако гледаме, нели, Украина насилно регрутира. Ова е како, не сакам ништо да, ке си преќутам. Страшни се видеата што се споделуваат од регрутациите во Украина. Иако се правдаат, во Украина има демократија, па можеш да го видиш, ама во Русија нема. Русија има кешарица работи, па многумина си наоѓаат шанса за добра заработувачка. Вака, 90 милиарди по мене, велам, се клучот на игранката. Маѓар, овој што победи на изборите, што новиот премиер, председател, премиер, whatever, на Унгарија. И
до вчера, до пред 2 години беше во партијата Фидес на Орбан. Ама се разочарал, па си отишол и така натаму. Веројатно врбуван, му рекле ќе те поддржиме, знаеш каква е шемата со Сорос, Европска унија ќе си најде свој човек, ќе го поддржи и тоа е легитимна борба. Извинете, ама легитимна борба. Како што Путин си го нашол Орбан да се договарат. Орбан од релациите со Русија добиваше повластено огромни количини на енергенси кои граѓаните на Унгарија ги плаќаа многу ниско. Најевтини во Европа. И тоа беше наградата што, например, Унгарија блокираше 90 милиарди. Барем толку беше. И нормално Европа вика сите се сложивме, ти не ни даваш. Русија го награда овој тврдоглаво, дргнуваат избори, ги губи изборите. Првата работа која Маѓарија кажува, вика, ја нема да кочам Европа да ги даде 90 милиарди. Иако, бидејќи и Маѓар е десничар. Значи, 3 десничарски партии има сега во Унгарија. Иако, знаеш како, видовме наши десничари 8 како гласаа против, гласаа за промена на името и за уставните измени и така натаму, нели? А утре ќе кажеш, ај, тие беа ВМРО. Не беа ВМРО. Исто као да кажеш, Џорџ Буш беше републиканец. Формално, да, Џорџ Буш беше републиканец, но до најмала точка ја оствари агендата на Клинтонови, пост Бил Клинтон, а пред Осама бин Ладен. Исто. Обама. Така што не е битно формално што си, туку кои ти се делата. Дали твоите дела се демохристијански или се твоите дела левичарски. Левицата е повторно во силен замав, иако имаше чувство дека со доаѓањето на Трамп и притисокот, укинувањето на USAID и многу ресурси кои ги трошеа, но очигледно дека за овие 2-3 децении тие имаат натафрено, што викаат французите, лова до крова. Нашиот кров е у подруму, нивниот име на 27 спрат. Страшно. Тоа се огромни пари да предизвикуваш инциденти, да предизвикуваш протести, да извадиш милиони, да вршиш пропаганда. И тоа да се бори со пропаганда не само против актуелната власт во Соединетите држави, туку и со Израел. Израел кој ги владее медиумите во светот. Значи, сериозна борба и огромни пари се пуштени. Крајната цел е Кина, а посредната цел е Путин да падне и да се релаксира ситуацијата за да се контролира Русија заради енергенсите. Нема да анализирам војната со Иран и Теснецот и така натаму, не ми да е тоа баш најдобро. Ако мислите дека Кина ќе влезе во некаков конфликт, се лажете. Кина во овој момент што туку ја заврши средбата на тајванскиот председател. Цобињава, шарениве, соросоидите се на апарати, не можат да дишат, астма ги фати, затоа што беше невозможно помислата да се погледнат еден со друг, а камоли да дојдат. И дојдо во посета на Кина. Што правеле муабет? Сигурно не бил муабетот со закани, напротив, како овој статус кво, како статус кво да се искористи што е можно повеќе. Nvidia инвестираат, огромен број фабрики инвестираат огромни милиарди во Кина. Па не можеш да ми кажеш дека е тоа некаква заратена ситуација, иако Западот сакаше да го предизвика
тоа витекнува дека една нула доаѓаше таму за да ги дигне тензиите максимално на Тајван против Кина и така натаму. Зборам демократите, да, вашата левица, вашите комуњари. Они се главните протагонисти за поведување такви војни. Виетнам не ја направија републиканците, демократите. Тоа е нивна војна. Они ја направија и пријатно. А велам, Џорџ Буш, не го рачунете за републиканец, исто како што никогаш нема да го рачунам ни еден Арнолд Шварценегер, кој беше избран за гувернер на Калифорнија. Прво што донесе закон, беше закон за брак помеѓу хомосексуалците и нели да посвојуваат деца. Дали е тоа агенда на републиканци? Не, нити било, нити ќе биде, нити може да биде. Но ја направи. Како ја направи? Најверојатно бил притиснат, потписче, договорче, филмче, ти реков ми рече и така натаму. И сега он е републиканец. Ручкиот тупани што е републиканец. Не е битно ти што стоиш, тука какви ти се делата и за кого си одработил, бе, пријателе. А ти можеш да се декларираш што сакаш, нели? Како трансджендерите кога се декларираат, види, ако имам пенис, јас се декларирам како жена. Не, бе, Џони. Џабе се, не, јас се декларирам како жена. Иди сега ти расправај се со патологија. Она што е добро во целава приказна со Унгарија се неколку работи, а таа ми е најбитна за да ја потенцирам. Имено, она што го изјави во првото интервју откако ја зема власта, ова се едни од најбитните работи што за нас треба да значат нешто повеќе. Имено, Маѓар изјавува дека ќе мораме да седнеме на преговарачка маса со рускиот претседател. Пазете. До вчера крвни непријатели, смрт, а сега ќе мора да седнеме на маса да преговараме со рускиот претседател. Географската позиција ниту на Русија, ниту на Унгарија нема да се промени. Нашата енергетска зависност ќе остане уште некое време. Уште некое време, а што мислите во меѓувреме? Ќе ископате нафта? Што ќе се случи? Диверзификацијата треба да се засили, но тоа нема да се случи преку ноќ. Ако е потребно, ќе преговараме, но нема да бидеме пријатели. Молам, ова е она што го нарекуваат angry sex, види, ќе мораме да легнеме еден со друг и да имаме секс, ама нема со кеф тоа да го правиме. Ја извинете, малце сум вулгарен, малце, многу малце. Ја уопште не сум вулгарен, бидејќи ја ако сум вулгарен, многу добро ќе се чуе. Клучни точки, концизно, географија и енергија не се менуваат брзо. Ќе преговара со Путин ако е потребно за газ, нафта, нуклеарно гориво. Јасно дистанцирање, нема пријателство, само прагматизам. И ќе работиле диверзификацијата, но не преку ноќ. Ова е првото големо интервју по победата на неговата партија Тица на Орбан. Над Орбан. И она што сакам да ви го покажам, да, ја го искоментирав со едно гифче, маче кој вика мјау. Вие сватете го како сакате. Многумина обично викаат, аха, ти измислуваш, еве го интервјуто, Маѓар Петер, Нилван Ченес Форгнак, ако не знаете, само ќе притиснете превод, фала Богу, Google веднаш ви дава и интервјуто го имате преведено, Петар Маѓар. Очигледно е дека ќе измамат, но не знам доволно дали за оваа разлика, ова збори за се уште незавршените тогаш избори додека се пребројува и првото интервју кај што го дава и ги искажува овие работи. Па повелете, донесете си заклучок, драги мои. Заклучокот е следен. Ништо радикално нема да се смени. Значи, меѓу останатите работи, Петар Маѓар рече дека добрите односи, значи ги нагласи добрите односи, бидејќи Унгарија
и Македонија има официјални, државни, на највисоко ниво соработка, зајмови, кредити и така натаму. И тоа не е под маса, не е шалабајзерски како што опозицијата ни вика, падна и последниот сојузник на ВМРО ДПМН и сега нема веќе сојузник. А кој ви е сојузник вас? Бугарија, затоа што ќе ги внесете во устав? Тоа ли ви е? Хајде, јас сум одма за избори. Одма за избори, еве. Веднаш ви давам избори, па да видиме народот што ќе биде. Европа не се занимава со тоа. Европа нема проблем со оваа власт. Оваа власт си ја брка работата затоа што си ја брка по закон. Не е проблем затоа што си работи и со британците, затоа што си работи и со Унгарија и сето тоа е законски. Нема под маса. Да имаше, ние ќе имавме шарена револуција сериозна, ама затоа ние имаме шалабајзери кои се вртат у круки, не можат да се... И што да прават кутрите? Па мораат сега, вербално да искачаат со разноразни. Дури нивните најверни подкастери ги ишиканираа, затоа што стварно секому му е јасно дека со ваков политички, интелектуален и човечки капацитет, стварно човек да си нема работа со нив. Дегутантно е просто. Значи, нагласија дека соработката со Македонија ќе продолжи. Зошто Петар Маѓар го нагласува ова? Затоа што тоа се меѓудржавни договори. Договори валидни за ЕУ, САД, Русија, Кина, за целиот свет. Оваа власт не правеше шалабајзерски работи, пари у шише, па у кола или шверцување во гепек или што ти ја знам. Ништо од тоа не се случи. И втора работа, тука ќе биде интересно за една недела. Ќе го направам вториот подкаст, а тоа е изјавата дека нема да дозволи Унгарија да биде прибежиште на криминалци и го спомна бившиот премиер Никола Груевски. Имајте само неколку работи во предвид. Против Никола Груевски има пресуди првостепени. Што тоа значи? Проверете си. Ако ја треба све да ви раскажувам во животот, сте го утнале животот. Бидете ми поздравени, ќе биде многу интересно. Дал ќе се врати или нема да се врати, може би, слушајте ме добро, најнебитната работа за Македонија и за нашево општество. Мене, вам, што ќе ви смени у животот? Си постојат закони, си постојат процедури, не може тоа да биде шилјокуранство на власта или не знам што на опозицијата. Си постојат процедура, си постојат закони и тоа ќе си биде. Дал ќе биде, дал нема да биде, и онака цел свет ќе го. Така што ја за тоа не се занимавам. Јас се занимавам што сега со новото затворање на Персискиот залив и колку тоа ќе ја дигне цената на горивата. Што ќе биде тоа за цените, за стандардот, за живеачката. И пак ќе кажам, среќа што имаме оваа власт, која, морам да ви кажам, за разлика од опозицијата, овие се трудат да се додворат на народот, да му помогнат кога му е тешко. Овие, баш и мегаеле. Шо браеше жиги? 2 моста, пат до моста. Ше ги ти е пат до моста? Ајде, не зафркај, доста. 2 моста сум ти направил. Ајде таму да не те гледам. Цепај дрва. И така. Океј, завршивме работа? Завршивме. Бидете ми поздравени, лека ноќ и пријатно, драги мои.